Добар ден, почитувани, и добре дојдовте во магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Зошто децата заболуваат од рак и кои се најчестите малигни болести во детска возраст? Дали симптомите се јасно изразени, лесно препознатливи? Се поставуваат ли навремено овие диагнози? За начинот на лекување на карциномот кај децата денеска зборуваме со професор доктор Светлана Кочева, педијатар, хематоонколог од Универзитетската клиника за детски болести во Скопје. Во студиото на Телма е и Татјана Димитрова, мајка на малата Мила, која што пред неколку години се бореше со леукемија. Таа ќе раскаже за нивната борба, а при тоа сака да даде поддршка на сите оние што го започнуваат лекувањето или пак е во тек лекувањето на нивното дете. Започнуваме веднаш. Во студиото на Телма е Татјана Димитрова, мајка на малата Мија. Во 2019 година тие добија диагноза леукемија и токму за тоа денеска ќе зборуваме во магазинот за родителство 0+ месеци. Татјана, добар ден. Добре дојдовте во Телма, во 0+. Добар ден, ви благодарам за поканата. Во 2019 вие добивте диагноза што не ја посакува ниту еден родител. Како точно гласеше? Значи, диагнозата на Мила гласеше акутна лимфобластна леукемија. Значи, таа е конкретната диагноза. Значи, диагноза со малигнитет. Со малигнитет. Што предходеше на оваа диагноза? Какви симптоми имаше вашата ќеркичка? Па, во рокот месец, еден месец и нешто пред диагнозата, имаше чести инфекции, респираторни инфекции, често се разболуваше и исто така се жалеше на болка во зглобови. Значи, прво на зглобовите на рачињата, а потоа и се жалеше на болка во колкови. Со тоа што Предпоставам дека тука докторите се сомнева на коксит, оној излив во колковите што се јавува при вирусни или бактериски инфекции кај децата. Така. Значи, непосредно пред диагнозата ја примија во детската клиника на одделението за ревматологија. Се третираше практично за таа диагноза и дававме, значи, за болки, за да се помогне, за да се смират болките. И се смируваше во тие моменти проблемот? Да, се смируваа болките, меѓутоа изворот се уште не беше среден, не беше адресиран и практично тука веќе и не бевме ние спремни за тоа што престои, за таа диагноза, практично што престои. Никој не е спремен за такво нешто. Покрај болките во зглобчињата, имаше ли уште некои пропратни симптоми? Малаксаност чувствуваше Мила? Чувствуваше малаксаност. Беше нон-стоп, не беше таа активна како што беше претходно. Се разболувала и претходно, меѓутоа била подвижна, значи се нормално била. Меѓутоа од ненадеж се случи оваа промена, правевте крвни слики, претходно и кај метичниот лекар укажуваше крвната слика на некаков проблем, параметрите беа ли изместени? Додека непосредно пред диагнозата, крвната слика што ја направивме, веќе имаше индикација дека треба да ја хоспитализираат. Ако добро се сеќавам, беше сегментацијата конкретно на еритроцити беше мощно висока и нашите педијатри, значи, многу се вложија, тука ги направивме сите можни испитувања во тој период, за да се утврди што е причината на таа состојба. Непосредно пред хоспитализацијата се сеќавам дека Мила немаше некој изразен симптом на респираторна инфекција, на некој, значи не беше болна. Меѓутоа се гледаше дека нешто не е во ред. Да. Како родител, како ја примивте диагнозата? Значи, со шок и неверување и јас и сите најблиски, затоа што сепак нели се работи за
2,5 годишно детенце. Меѓутоа, она што да речеме водеше во тие моменти, во тие тешки моменти, беше да дознам, да истражам и да разберам што е можно повеќе за таа состојба. Значи, практично немаше место за паника, немаше простор за паника, мораше да сме тука за незе, значи да сме силни за незе, сите. И јас лично за мене кажам, сакав да разберам што е можно повеќе, значи да истражам што е можно повеќе, да знаеме со што се соочуваме. Читавте, значи, веднаш седнавте да проучите за каква болест станува збор, претпоставам дека се консултиравте и со лекарите и што откривте при тоа истражување? Точно со докторите, значи зборувавме околу диагнозата. Она што, да речам, беше некоја светла точка во целата таа ситуација е што самата диагноза, мислам самата болест е со на светско ниво е со добар процент на излекување на со добар исход. Ако не се лажам, 90% од децата кои што се лекуваат всушност оздравуваат. Да, тоа се статистики сепак, меѓутоа кои што ве охрабрија. Да, дефинитивно влијае нели за да ви се подигне духот, да се вратите во нормала, за да можете да имате позитивен став во текот на лекувањето, што е многу важно. Да, дефинитивно. Тоа беше, значи, како што кажа, зборувавме со докторите, читавме исто, истражувавме многу. За мене лично е многу, ми е битно да знам што следи, значи, практично целиот протокол на лекување. Полесно ми беше кога знаев нели што следи практично. Како изгледа, каков е текот? Како изгледа, што да очекувам. Колку време болнички престој, колку време дома? Така, значи сите тие детали ги буквално се распрашавме за се можно за што полесно и што побрзо да го поминеме тој тежок период. Како изгледаше лекувањето? Беше ли тешко? Значи, сигурно било тешко, но еве како Мила ги поднесе хемотерапиите. Така, во зависност од типот на лекот што се примаше во одреден период, беа и практично и симптомите се развива, односно споредните ефекти се развива. Некогаш беа поизразени, некогаш беа помалку изразени. Меѓутоа, главно добро го поднесуваше значи целиот тој процес. Пак ќе речам, децата се по отпорни во однос на нели кога се чувствуваат добро, тоа се гледа, тоа е видливо, си се исти како секогаш, си играат, значи го нема она сега ќе залегнат во тек на цела терапија, па ќе лежат и ќе, значи кога се чувствуваат добро, тоа значи празник за сите. За сите. Да. А кога не се чувствуваше добро, можевте нешто да направите за да и го подкренете расположението? Ние, значи, моја лично цел беше, значи, да ја пружам најдобра грижа можна како родител во тие моменти и исто нели да ја расположам, да си едноставно што се што може да ја помогнам да ја се олесни во тие моменти. Колку време траеше процесот на лекување во болнички услови? Во болнички услови траеше околу 9 месеци, со тоа што првите 3 месеци во болница, вторите 3 месеци дома и во болница повремено и последните 3 месеци исто така бевме нон-стоп во болница. Траеше лекувањето. Имавте среќа што Мила позитивно реагираше на терапијата која што ја дадов и беше дадена. Веќе после првиот месец
ги забележавте позитивните резултати? Така, тоа беше нешто, тоа беше да речам олеснување, затоа што како што кажав, очекувањата кои што ги знаевме нели однапред, беа да после првиот месец се постигне ремисија, односно тоа значи дека организмот се исчистил од малигните клетки и се очекуваше да се постигне после тој прв месец целосна ремисија, за да нели тоа е индикатор дека добро оди терапијата, дека нели дека се оди како што треба и дека понатаму ќе си продолжи по нормален тек на протоколот како што е препишано. Протоколот траеше 2 години. 2 години. Така, целосно 2 години. Значи мораше да се прими таа терапија во рок од 2 години, за да се осигураме дека нели нема да се врати тој малигнитет. И падна косичката? Да. Имаше некакви други нуспојави од хемотерапијата? Имаше повремено, нели, во текот на терапијата имаше и други состојби, невропатија, тоа е практично не можеше да оди да се движи слободно, значи имаше потешкоти со движење, промени во расположение, нагли многу промени во расположение. Меѓутоа тоа беа само минливи. Значи сето тоа беше привремено и да речам нешто што ни беше дадено до знање дека треба да се очекува и едноставно го поминавме и после тоа се врати во нормала. Како изгледаат контролите? Дали секоја контрола ви е сепак исполнета со страв? Па до некоја мера, да бидам искрена, со резерва практично тераме понатаму, меѓутоа мора да имаме надеж дека нели се ќе биде добро. Према некои статистики, ако се биде во ред и ако болеста не се врати 10 години после диагностицирање, понатака веќе се многу мали шансите да се врати пак. И имајќи во предвид, нели, како што спомнав предходната статистика, дека овој тип на леукемија е едно од најизлечливите, тоа е она што ни дава надеж за понатаму. И морам да споменам тука дека мене лично многу ми помогна и многу ми беше важна поддршката што ја добивав од други родители што поминале низ истото. Значи веднаш се споивме, значи по добивањето на диагнозата веднаш се исконтактиравте со родители кои што минале низ истата приказна. Да, и значи зборувавме детално за целиот процес, значи за одржување на хигиена безпрекорна, за некои искуства споделува, за во однос на исхрана, во однос на начин како да се поставиме во однос на исхраната, како да пројде, зашто и намален апетит во тој период беше се случуваше многу често. Така што многу голема поддршка, значи добив од родители кои што поминале низ истото, а исто така и од родители кои што во моментот поминуваа низ истото на клиниката за онкологија, со тоа што буквално се поддржувавме и се помагавме меѓу себе. Тоа е многу важно, многу важно меѓусебната поддршка. Вие всушност и со ова гостување сакате и да ги охрабрите родителите кои што минуваат низ слична борба како вашата, дека треба да имаат поддршка, но и треба да го задржат позитивниот став. Позитивните исходи се возможни и се тука. Претпоставам дека најсреќниот момент беше кога вашата керкичка задзвони на звончето на одделот за онкологија, на хематоонкологија при Универзитетската клиника за детски болести. Тука можеме и да го видиме тоа видео. Вие го снимивте всушност, тоа е делот така, делот вашата домашна архива, така?
Така, значи јас заедно со нејзе излегов, беше нели во тој период на завршување. Тоа видео. 3 годинки. Така, ова е еден Преемотивен момент. Што, мислам, сите се стремиме, ги очекуваме ваквите моменти за сите дечиња што се лечат на клиниката за онкологија. Ова е баш еден момент на славење, на завршување на еден тежок период. Кој што го оставате зад себе, да. Мила се сеќава на нешто од ова? Раскажува понекогаш? На нешто веќе многу малку. Таа беше малечка и возраста и према возраста не очекувам многу понатаму да се сеќавам, меѓутоа има некои сеќавања. Но вие јасно се сеќавате на се. Да. Сигурно силно влијаеше се тоа на вашето семејство. Секако имаше, да, мислам, како што кажав, сите со шок и неверување, меѓутоа огромна поддршка си дававме, значи сите меѓу себе да поминеме низ тој период. Исто и персоналот на детската клиника на онкологија, значи многу ни помогна целосно, не само со препишаната терапија, туку изборуваме за поддршка во целиот тој процес. Значи со совети, со грижа за Мила, значи многу голема поддршка. Како е денеска вашата киркичка? Одлично. Колку години веќе има? Наредната недела ќе полни 6. 6 години, оди во градинка? Да, оди во градинка. Стравувате ли кога оди во градинка? Еве многу вируси, инфекции. Кога се врати во градинка, така со резерва некако ја вративме, меѓутоа имавме голема поддршка од доктор Светле, од онкологот нејзин да се врати да си продолжи веќе со нормалниот тек на животот. Да, баш. Значи, си се врати во градинка, многу убаво, таму инфекции ќе има, тоа е нормален процес во детството, да се ги помине тие практично тој период. Меѓутоа, со надеж продолжуваме понатаму. Продолжувате понатаму, следната односно оваа година таа ќе биде првача. Така, да. Одлично, баш ми е драго. Можете ли конечно да спиете мирно? Како што кажав, надежта не турка напред и значи тоа практично на тоа се посветуваме и сакаме да се надеваме дека се ќе биде како што треба, дека се ќе биде добро и би сакала да упатам апел кон оние што поминуваат низ истото, да ја одржат таа надеж до крај и да побараат поддршка, да побараат од персоналот од детска клиника, значи да ги спои со родители кои што поминале низ истото. Јас кажам од моје искуство многу ми помогна тоа. Така, тоа сметате дека е клучно за да се преброди овој период како што треба. Така. Ви благодарам многу за вашето гостување, за споделување на вашата приказна. Ви посакувам многу здравје и само убави моменти во иднина. Исто, ви благодарам што ме повикавте и се најдобро. Продолжуваме почитувани понатаму, ќе дознаете се за онколошките болести во вториот дел на емисијата. Останете на Телма. Зошто децата заболуваат од рак? Ќе прашаме професор доктор Светлана Кочева, педијатар хематоонколог, раководител на оделот за хематоонкологија при Универзитетската клиника за детски болести во Скопје. Професорке, добре ни дојдовте во студиото на Телма. Добар ден, благодарам за поканата. Расте бројот на лица заболени од рак во светот и во сите возрастни категории, па и меѓу децата. Каква е состојбата кај нас во Македонија? Колку годишно деца диагностицирате со вакви диагнози? Годишно на клиниката за детски болести на нашето оделение се диагностицираат 35 до 40 нови пациенти со малигна болест. Во детската возраст во последните години, следено од 1975 година па наваму, се следи благо покачување на бројот на малигни болести годишно, за некаде 0,8%.
Во последните години ние следиме стабилен број на децата со малигна болест, меѓутоа ако се направи проценка на подолг период, постои благо покачување на бројот на децата со малигна болест. На што се должи овој проблем, појавата на малигни болести во детска возраст? Дали можеби генетскиот фактор е клучен кога станува збор за децата? Во настанувањето на малигни болести во детството имаат влијание повеќе фактори. Генетскиот фактор е на прво место. Тоа значи дека промените кои настануваат во клетките се основа за нарушување на нивниот нормален раст и диференцијација. Тоа се генетски промени кои што најчесто се стекнати. Не треба да се разбере дека се тоа мутации или генски промени кои што се наследуваат. Во најголем број од случаите, иако има и наследни предиспозиции, меѓутоа најчесто генетските промени во клетките се стекнуваат во текот на животот. Таквите генетски промени понатаму се основа на малигната трансформација на клетката и нарушување на нејзиниот раст и диференцирање. Врз појавата на генетски промени во клетката имаат влијание повеќе фактори, тоа се познати ризик фактори на надворешната средина, во кои што се вбројуваат загадувањето на воздухот и водата, неквалитетната храна, односно процесирана храна, чести вирусни инфекции во животот, понатаму консумирање на алкохол, пушењето во семејството, кај мајката во текот на бременоста и други познати ризик фактори кои што во еден момент не можат да се надминат од механизмите на клетката. Секоја здрава клетка има своји природни механизми со кои што се штити од штетните влијанија, но кога тие се повторуваат, ќе се надоврзаат еден на друг, тогаш овој механизам станува недоволен и клетката ја губи контролата за нормално развивање и делба. Во втората група на болести би ги вброила познатите клинички синдроми. Тоа се болести кои што настануваат како резултат на генски мутации. Тие се вродени или се наследуваат и кај во таа група на пациенти кои што имаат некоја од генетските болести, постои зголемен ризик да се јави малигна болест. Овде би го вбројала Дауновиот синдром, потоа Фанкони анемија од хематолошките заболувања и други поретки форми на анемија, неурофиброматоза. Тоа се болести кои што имаат сосема друг клинички тек, меѓутоа имаат и зголемен ризик за појава на малигна болест. И на крај, ме прашавте за предиспозицијата на малигни болести, за фамилиарната предиспозиција. Кај само една мала група, многу ретко во детската возраст, малигната болест настанува како фамилиарна болест, односно е резултат на фамилиарна предиспозиција. Познати се точно дефинирани генетски промени кои што представуваат предиспозиција да се јави малигна болест. Например, ако мајката имала рак на дојка во помлади години, тоа ќе биде ризик фактор, или таткото ако имало карцином под 40-та година? Кај што има докажани гени? Само тогаш кога има докажана одредена мутација која што се поврзува со болеста во семејството. Не секогаш. Професорке, доколку во семејството има дете што се разболело од рак, дали е зголемен ризикот за неговите братчиња и сестричиња да ја добијат болеста? Генерално не постои зголемен ризик. Тоа би можело да се дискутира и да се објаснува за одредени типови, субтипови на болести, така да генерално не постои зголемен ризик. А што е со вирусните инфекции? Ве можев да прочитам дека инфективната мононуклеоза во детска возраст може да представува предиспозиција за развој на некои форми на рак. Вирусните инфекции се познати ризик фактори во настанувањето на малигните болести, не се единствени.
Не може да се каже дека една вирусна инфекција, било која, дали е тоа мононуклеоза или друга, ќе биде причина да се развие малигна болест. Како што пресходно зборував, треба да се надоврзаат повеќе фактори еден на друг. Инаку конкретно за мононуклеозата, тоа е инфекција предизвикана од вирусот Епштайн-Бар, таа е честа во детската возраст. Постои зголемена асоциација на некои типови на лимфоми со детектирана инфекција од Епштайн-Бар. А дали ракот во детска возраст лесно може да се излекува? Постои голем напредок во лекувањето на малигните болести во детската возраст. Напредокот во третманот се смета дека представува најголем успех на современата медицина во последните години. Во групата на сите малигни болести може да се постигне излекување кај некаде повеќе од 70 до 80%, а некои форми на малигна болест се лекуваат и со повисок процент, дури до 90%, во споредба со други кои што имаат посериозна прогноза. Кои малигни болести во детска возраст имаат подобра прогноза? Најчеста малигна болест во детската возраст е акутната лимфобластна леукемија и таа е прогностички најдобра. Одредени форми на акутна лимфобластна леукемија имаат добра прогноза и се лекуваат со висок процент. А кои други форми на рак се јавуваат во детска возраст релативно често покрај оваа форма на леукемија? Покрај оваа форма на леукемија во групата на леукемии кои што опфаќаат 30% од сите малигни болести во детството, имаме нелимфобластна леукемија или акутна миелоична леукемија. Хроничната миелоична леукемија во детството е многу ретка, помалку од 2%. А од другите малигни болести на второ место се туморите на централниот нервен систем, потоа лимфомите, потоа тумори на бубрек или нефробластоми, невробластоми и некои други многу поретки тумори. Значи, освен леукемиите, постојат и солидни тумори, чија што локализација во организмот и потекло се различни. Дават ли специфични симптоми овие малигни болести во детска возраст? Сега споминавте дека има најразлични форми, но има ли нешто заедничко што родителите би можеле да го препознаат како симптом? Имаат специфични симптоми, меѓутоа тие се јавуваат покасно, кога болеста е веќе понапредната. Вообичаено започнуваат со неспецифични симптоми, кои што може да бидат покачена температура, која што е необјаснета, се јавува повремено и поминува. Се јавува вообичаено слабост, малаксавост, намален апетит, променливо расположение. Може да се јави ноќна вознемиреност, ноќно зноење. Тоа се воглавном општите симптоми кои што се пролонгираат и едноставно добиваат еден неочекуван тек. Може да се случат почести инфекции кои што не одговараат соодветно на применетата терапија и набрзо после тоа се јавуваат симптоми кои што се специфични за одредена малигна болест. Во колку се зборуваме за леукемии, може да се појави зголемена отекување или зголемени лимфни жлезди, потоа стомачна болка поради органомегалија, зголемување на слезенката и црниот дроб. Може да се јават често болки во коските, болки во зглобовите, кои што ќе го отежнат движењето на децата, стануваат понеактивни. Може да се јави хеморагичен синдром, тоа се крварења по кожата и слузниците. Во колку се работи за солиден тумор, болеста започнува исто така со намален апетит, со губиток во телесна тежина, појава на температура и понатаму симптоми кои што се поврзани со локализацијата на туморот и брзината на неговото растење. Во колку се работи за тумор во централниот нервен систем, се јавува главоболка, тешкоти при движењето, може да се јават различен степен на парези, парестезии, проблеми со видот,
Во колку постои локализација во абдоменот, тогаш е тоа стомачна болка, зголемување на абдоменот и останатите симптоми се поврзани со притисокот на туморот на околните ткива. Тоа веќе е јасна клиничка презентација и потребни се дополнителни исследувања. Важно ли е навремено и брзо да се диагностицира болеста? Дали како и кај возрастните, успешноста во лекувањето зависи од фазата во која што се наоѓа болеста? Болеста е важно да се диагностицира брзо и навремено. Важно е каква е проширеноста на болеста во организмот, меѓутоа во одредување на текот на лекувањето и ризичната група, особено, постојат точно дефинирани фактори според кои што се прави стратификација на малигните болести според ризик. Тука влегуваат возраста за некои болести, понатаму типот на малигната болест, субтипот, присуството на генетските мутации кои што се одредуваат при диагностицирање на болеста. Некои од нив дури имаат поволни прогностички предвидувања, други се полоши прогностички. Значи, со еден збор постојат јасно дефинирани фактори за стратификација во ризична група. Тие се прават, се оценуваат, одредуваат на почетокот при поставување на диагнозата и се важни понатаму за изборот на терапискиот протокол. Терапијата, стигнавме до таму, дали ги имаме најсовремените терапии кај нас, најсовремената технологија, достапна ли е на Универзитетската клиника за детски болести? На клиниката за детски болести, оделението за хематоонкологија е единствена институција каде што се диагностицираат и лекуваат малигните болести. За секоја малигна болест, за секој тип, постојат прецизно дефинирани тераписки протоколи. Овие тераписки протоколи воглавном содржат комбинирана хемотерапија, значи повеќе цитостатици комбинирани во текот на лекувањето, а во зависност од типот на малигната болест се вклучува радиотерапија и оперативна интервенција ако се работи за некој од солидните тумори. Овие тераписки протоколи се препорачани, се конструирани од единствената Европска организација, односно Асоциација за педиатриска хематоонкологија. Тоа е СИОП, значи Интернационална организација Асоциација за педиатриска хематоонкологија. Тоа е мултидисциплинарна организација која што е целосно посветена на детскиот канцер. Организирани се и течат повеќе студии во кои што учествуваат многу деца и врз основа на тие сознанија се конструираат специфични тераписки протоколи. Ние сме членови на СИОП и тоа овозможува да имаме достапност до сите нови информации, да ги добиваме сите тераписки протоколи, сите промени во протоколите и да ги следиме препораките на СИОП. Така да децата се лекуваат по тераписки протоколи кои што се спроведуваат во сите европски земји. Соработувате, значи, со светските центри за онкологија, одите на обуки? Да, соработуваме сигурно, учествуваме на состаноците кои што се најмалку еднаш годишно, кој ги организира Интернационалната асоциација за педиатриска онкологија, а исто така и предстојувањата, односно специјализирањето во институции надвор од земјата е особено корисно. Да. Дали се може да се третира кај нас? Во кој случај децата ги праќате во странство? Еве, можеме да видиме и на социјалните медиуми понекогаш како родители бараат парични средства за нивното дете да биде испратено во некој од светските центри за хематоонкологија педиатриска. Кај еден мал број на деца болеста е резистентна на терапија. Односно, не може да се постигне очекуваниот резултат од применетите стандардни тераписки протоколи. Или пак ќе се јави рано повторување или релапс на болеста. Во тој случај, исто така, врз основа на проценка на степенот на ризик, некогаш треба да се одлучи лекувањето да продолжи со трансплантација на хематопоетски матични клетки од несроден компатибилен дарител.
Во таков случај, кога се исцрпени можностите во нашата земја, децата ги опатуваме засега за лекување во друг странски центар. Кога родителот ќе добие ваква непосакувана дијагноза за своето дете, обично какви прашања има? Со што се соочувате во тие моменти? Сигурно и на вас како лекар не ви е лесно да ја соопштите дијагнозата. Кога ги имаме резултатите од дијагнозата, најчесто при првиот преглед кај пациентот и првите основни испитувања, ние сме со голема сигурност убедени за што се работи. Меѓутоа, потребни се дополнителни лабораториски испитувања со кои што ќе го потврдиме нашето сомневање и ќе бидеме сигурни точно за кој субтип на болест се работи. Затоа, принцип на нашето оделение е соопштување на дијагнозата откако ќе се добијат сите резултати, кога сме целосно подготвени да одговориме на сите прашања што родителите ги упатуваат до нас. Тоа е можеби и најтешкиот момент во нашата работа, кога треба да соопштите дијагноза за малигна болест. Ја соопштуваме во присуство на двајцата родители, разговараме колку што е потребно долго, екстензивно ги објаснуваме сите карактеристики на болеста, за каква болест се работи, какви се нашите планови и предлози за лекување, колку лекувањето ќе трае, што значи тоа тераписки протокол, како ќе биде редоследот на терапија, и сме отворени за сите прашања што родителите ги имаат. Тоа се тешки моменти за родителите, но и за докторите. Во овие разговори, односно најчесто потоа, за надминување на проблемите ни помагаат и нашите колеги, односно клиничкиот психолог кој што работи на нашето оделение. Клиничкиот психолог работи со децата или работи и со родителите? Клиничкиот психолог работи првенствено со децата, а родителите, ако имаат и почувствуваат потреба дека треба да разговараат со него или може да им помогне, разговараат и со клиничкиот психолог, разговара и со нив. Успева клиничкиот психолог да им го поткрене духот на оние деца кои што разбираат што се случува, бидејќи понекогаш и тие имаат тешки прашања? Да, тоа зависи од возраста на децата, како ќе се разговара со нив, кога ќе им се соопшти, дали ќе им се соопшти. Зависи прво од возраста и од желбата на родителот. Ние тоа го почитуваме. Меѓу другото, еве како што можевме да слушнеме од претходниот разговор со родителот на малата Мила, која што ја раскажа својата борба со леукемијата на незината ќеркичка, потенцираше дека е важна соработката меѓу родителите кои што минуваат низ исто или слично животно искуство. Има ли здруженија кои што нудат некаква помош на родителите од родителски аспект? Поврзани ли сте? Да, сигурно соработуваме. Во моментот да има здружение, тоа е здружението САНО, здружение на родители кои што поминале низ овој процес на лекување. Тие се во контакт и со здружението, а секогаш се многу блиски и многу искрени контактите помеѓу сите родители што се на одделот и си помагаат. Како обично децата ја поднесуваат хемотерапијата? Хемотерапијата има и своји несакани ефекти и тие се некогаш помалку, некогаш повеќе изразени. Имаме помошни средства со кои што може да се помогне, има дополнителни терапии со кои што се олеснуваат секундарните тегоби од хемотерапија. Воглавном, имајќи во предвид дека тоа се многу интензивни протоколи, добро ја поднесуваат терапијата. Што доколку болеста се повлеча, а потоа се врати? Какви се во тој случај прогнозите кај децата? Во колку болеста се повлече и се врати, значи во колку настане рецидив на болеста или релапс, исто така постојат повеќе фактори дефинирани со кои што ќе се одреди тежината на релапсот.
Важно е кога се појавил, може да се појави многу рано, рано или касно, и од тоа зависат понатаму одлуките за понатамошниот третман. Секогаш понатаму следува повторно нова хемотерапија со која што треба пациентот да се внесе во ремисија, а многу често се носи одлука за трансплантација на матични клетки. Кога сметате дека детето ја победило, односно ја совладало болеста? Денеска постојат современи, софистицирани методи со кои што можеме да одредиме каков е одговорот на терапија, каков е терапискиот одговор и каков е успехот од третманот, односно да процениме ремисија на болеста. Тоа значи, тоа е состојба кога немаме клинички знаци за болест, но и кога имаме отсуство на малигни клетки, ако е тоа леукемија во коскената срцевина. Проценката на ремисија значи ја одредуваме преку следење на минимална резидуална болест. Оваа минимална резидуална болест ја одредуваме со техниките кои што ги споменав, може да биде на молекуларно, на генетско ниво, ако претходно сме одредиле мутација во малигните клетки, или пак може да биде преку одредување на специфичниот имунофенотип на леукемиската клетка. Овие современи методи денеска овозможуваат да се одреди присуството на 1 на 10.000 или 100.000 здрави клетки, така да кога минималната болест, минималната резидуална болест велиме е негативна или е под бројот 1 по 10 на минус 4, сметаме дека пациентот е во комплетна ремисија. Доколку болеста не се врати во наредните 10 години, колкава е шансата тоа да се случи во адултната возраст? Многу мала. Денеска се следат пациентите, децата кои што се лекувале, да кажеме, во 1975-85 година. Значи, долгорочно е следењето после завршување на нивниот третман и една голема студија, од која што се објавуваат резултати, зборува дека можноста да се повтори болеста потоа е помала од 1%. Што значи дека навистина не постои нека голема шанса да се разболат повторно од карцином. А како изгледа животот потоа, по завршувањето на терапијата? Може ли во нормален тек да се вратат целосно? Градинка, училиште, вакцинации, чести разболувања или пак треба да се чуваат? Во одреден период по завршување на интензивната терапија, додека да се воспостави нормално функционирање на организмот, потребна е поголема предпазливост. Меѓутоа, кога ќе помине одредено време, 2 години по завршување на третманот, од почетокот на болеста, значи 2 години од почетокот на болеста, веќе треба децата да се вклучат во нормалните секојдневни активности, да продолжат во градинка, да продолжат во училиште. Вакцинацијата, имунизацијата продолжува нормално како и кај другите деца, со тоа што еден подолг период по завршување на хемотерапијата, тоа се 6 месеци по завршување на хемотерапија, треба да се одбегнуваат само живите вакцини. Постои календар за имунизација со кој што се препорачува како и во кое време да се добијат вакцините кои што детето не ги примило претходно. Колку доктори работите на оделот за хематоонкологија при Универзитетската клиника за детски болести? Во моментот работат 3 доктори педиатри, субспецијалисти за педиатриска хематоонкологија. Еден педијатар е во тек на тренинг за хематоонкологија и еден помлад колега е во тек на специјализација за педиатрија и ќе биде насочен кон хематоонкологија. Доволно е ова? Очекуваме нови колеги, потребно е поголем број на доктори да се грижат. Интересува да го специјализират или односно субспецијализација да завршат за хематоонкологија педиатриска? Знаете, ја што би рекла? Е навистина тешка област. Би рекла дека постои една изрека која што вели ако гимнастиката е кралица на спортот, тогаш хематоонкологијата е кралица на медицината.
Тоа значи дека тоа е област во која што се отвара многу големо широко поле за работа. Големи можности за истражувања. Голем успех е постигнат во работата и тоа треба да биде поттик за младите колеги да се одлучат за педиатриска хематоонкологија. Потребна е посветеност во работата, потребна е висока компетентност и потребна е секојдневна едукација за да може да се пружа максимум од она што го пружа медицината денеска во оваа област. И сметам дека тоа треба да биде доволен предизвик за да колегите се одлучат за оваа област. Тоа е потребно во сите области на медицината, меѓутоа во детската хематоонкологија е посебно важно. Професорке, но што значи да се работи во оваа област? Бидејќи не секогаш се добри исходите, сепак има и несакани исходи кои што завршуваат со смрт. Како изгледа? Успевате ли да воспоставите дистанца кон она што секојдневно го гледате со што работите? Во секоја гранка на медицината може да има и непосакуван исход од одредена болест, не само во хематоонкологија. Јас споменав претходно дека најголем успех во лекувањето, најголем успех на медицината во последните години е токму педиатриската хематоонкологија, така да резултатите се охрабрувачки. Треба да се работи многу посветено. Многу посветено. Инаку, во секојдневната работа мора да се биде професионалец, иако не секогаш е возможно да се дистанцирате од тоа што се случува на одделот. Овие болести, можете ли да кажете дека се лекуваат сосема или пак се третираат како хронични болести? Каков е пристапот на медицината денеска? Не се третираат како хронични болести. Акутни се малигните болести во детската возраст. Значи, одеднаш се случуваат. Одеднаш се случуваат. Хроничните се леукемии се во 2%, нешто така. Многу ретко. Значи, ненадено одеднаш. Ненадено одеднаш кај едно сосема здраво дете претходно. Значи, оние нагли промени што се случуваат кај децата, треба родителите сериозно да ги сватат? Промени кои што се различни од тоа што претходно било. Сигурно децата имале и претходно настинки, меѓутоа тие поминувале брзо. Настинките, односно вирусните инфекции, кога се поврзани со почеток на некоја болест, имаат невообичаен тек и секогаш ако се навратат родителите наназад, ќе се сетат дека имало и други дополнителни симптоми. Најчесто е тоа нелагодност, намален апетит, загуба во телесна тежина, која што сигурно, ако се изолирани, не представуваат ништо, меѓутоа, кога се надоврзуваат еден на друг и траат подолго, треба да се направат дополнителни исследувања. Професорке, ви благодарам многу за вашето денешно гостување и за сите појаснувања што ги дадовте околу оваа тема. Благодарам за поканата. Почитувани професор доктор Светлана Кочева, педиатриски хематоонколог, беше денешна гостинка во студиото на Телма. Ви благодарам за вниманието со кое што го следевте денешниот магазин за родителство 0+ месец и ви посакувам убав ден и здравје. До гледање.